Информациите за ранувањето на лидерот на милитантите на Исламската држава Абу Бакр ал-Багдади, без оглед дали се вистините или не, го отвори прашањето што тоа би значило за оваа терористичка организација. Или попрецизно, дали Исламската држава може да преживее смртта на нејзиниот лидер. На 9 ноември се појавија информација дека лидерот на милитантната група Исламска држава, самопрогласениот калиф Абу Бакр ал-Багдади, бил тешко ранет во американски воздушен напад во ирачкиот град Мосул. Ирачките министерства за одбрана и за внатрешни работи соопштија дека од извори во редовите на милитантите дознале за ранувањето на Багдади. Стейт департментот засега без потврдена веста. Сојузнички авиони изведоа серија напади на 7 ноември во Ирак врз најверојатно собир на лидери на Исламската држава во близина на Мосул, при што беа уништени оклопни возила. Не можеме да потврдиме дали лидерот на милитантите Багдади бил таму, изјави портпаролот на Стейт департментот Џен Псаки. Евентуалното ранување, па и загинување на Багдади, според аналитичарите, би бил силен поттик за антиисламистичката коалиција и голем психолошки удар за милитантите. Најпрвин тоа нимки им покаже дека Соединетите држави и Ирак, кои издадоа портерница со награда од 10 милиони долари за главата на Багдади, имаат разузнавачки можности да лоцираат и прецизно да погодат цели на джихадистите во Сирија и Ирак. Символично, ранувањето или смртта на Багдади ќе биде удар за представата што сами за себе ја имаат милитантите на Исламската држава, како калифат на чие чело може да биде единствено самопрогласениот калиф Багдади. За сојузниците неговата смрт ќе биде голем успех, но дали тоа ќе биде и пресвртница во војната против джихадистите и ќе им гарантира победа? Дали и ваквата невидлива смрт на калифот е доволна за да го уништи моралот на илјадниците вооружени милитанти и можно ли е тоа да предизвика нов бран на странски борци во Сирија и Ирак? Според поранешниот припадник на ЦИА Аки Перец, смртта на Багдади, освен што ќе биде нагласувана во председателските говори, нема да придонеси и за умирање на, како што вели, одвратната идеологија на оваа група. Така и по евентуалното отстранување на Багдади, Соединетите држави и сојузниците и натаму ќе мораат да ги продолжат нивните напори против милитантите на Исламската држава и нивното финансирање. Неговата смрт, како што се додава, нема да има големо влијание врз фактот што джихадистите со мрежа на моќни локални емири и воени команданти контролираат големи територии од Сирија и Ирак. Аналитичарите се согласуваат дека Багдади може да биде заменет, дури и со некој што би бил многу полош од него. Тоа пак, како што додаваат, ќе биде и можност за реорганизирање на раководството на милитантите.